Сакам да верувам дека сум меѓу подобрите, меѓутоа има Македонија еден човек за кој што сите сме светлосни години позади него, тоа е за нас друг универзум и може само да ни биде пример и репер ние што сакаме во своите приватни музеи да имаме. И ја би рекол човек што да треба не представува меѓународно за музеи навивачки, веројатно Македонија тоа била светски шампион. Така. Не е тешко да се препостави за кого збориме. Горан Кипријановски Кипри и тоа како те демантираше никад си тебе и тесниот круг меѓу кој јас верувам во тебе дека нешто значиш во тој дел од таа игра, пасија, како и да е. Кипре навистина е една македонска навивачка легенда за која не треба да се трошат многу зборови. Погледнете во продолжение што следува и што поседува. Бундокаст денеска на гостинка една навивачка величина. Доволно е само да се каже името Кипре, веднаш на сите ќе им биде јасно за кого станува збор. Горан Кипријановски, дами и господа, човек кој би рекол нема каде не бил кога Македонија е во прашање на спортските терени широк свет. И јас само би доал да има светско првенство во вакви навивачки музеи, ние би биле светски прваци неколку пати поред заради Кипре. Така е, Кипре, како си? Добар сум, добро дојдовте во овој мал спортски музеј, каде што и самите може да видите дека доста предмети, сувенири, мајци, дресови се истакнати од резултат на мојата љубов кон спортот пред се, а потоа и позен спомен што значат од тие надпревари на разни спортски надпревари, не само во Македонија, туку и надвор од Македонија, каде што настапувале нашите репрезентации, а и клубови. Кипре, како се роди жилбата за сето ова и колку временски, кога период е потребно за ова акадизме? Пробавав што од мали нос да викако потоа во Засакас, потоа и во самото основно училиште каде што учев, почествував во неколку секции, меѓу кои во спортската секција. И посетувајќи ги тие спортски надпревари, некако љубовта кон спортот се зголеми и имав можност од после некои надпревари да добиам и некоја значка, некој знаменце од клуб. И тие со тек на време како што сум ги зачувал во некоја кутија и така натаму, после се број на години гледам дека една добра бројка сум ги имал и едноставно после одреден број на години решив да си ги закачам во својата канцеларија и да ми будат еден мал спомена и нормално така по една позитивна атмосфера, да кажем малку необична, за време на извршување на своите секојдневни работни области. Човек кога е возрастен и кога сам заработува, кога сам зависи од себе, можеби му е малку полесно да доаѓа до реквизити, да патува, меѓутоа во ние помладите, подетските години, колкав предизвик било да се дојде до некој спортски артефакт или до некој сувенир до кој што баш онака ти било стало да го имаш. Вака, пред се не ми било некоја далечна обсесија, меѓутоа во тоа време немаше многу дресови, многу мајци од клубовите репрезентација, некако беа во многу мал број, не беа толку достапни за разлика од сега, каде што веќе гледаме, можеби фудбал се одвојува како поголем буџет што расхоларат, може да си дозволат или на повеќе луѓе да подарат. Меѓутоа, патувајќи надвор, сме имале можност, сретнувајќи голем број на навивачи од други држави, други градови, да ни подарат шал, па и дрес, и едноставно таа збирка од ден на ден се зголемуваш. Најчесто биле значки пред се за мецење, а подоцна во последните години веќе и сме добивале некои фудбалска топка, дури како неколку пати како најдобар фан, да речам во некој напред, пример во одбојка во Словенија, добив на првот Македонија-Словенија, победивме 3:1 на првото одбојкаско европско првенство што настапи Македонија. Во, да речам, во конкуренција со словенска навивачка, добив надразна навивачка топка. И сето тоа што сум го зачувал, оставив тука, иако секој она што го поседувам се не е изложено, бидејќи поради ова римшанска простор, али верувам во некој днина сигурно овој простор ќе се зволиме на некоја друга локација.
И пред многу автограми, многу фотографии, знаменца, епизити, спортски топки. Кога еден колекционер како вас би го прашале има ли нешто посебно драго од сите овие работи или нешто што може да се издвои како посебен момент, може ли да издвои? Па сигурно дека кога бев помал, макар и на значка би ми значела многу така прецрани вниманието. Една фудбалска топка што дојде таа сигурно на преку 55 години, таа беше се најде позади вас. Таа ми една баш од омилените и нормално има касета уште од фудбалски ковадар, што беа сите песни поврзани за фудбалски ковадар, некако ми беа тие драги подароци и имам исто така еден цртеж со Васили Бојшта во правев за време на светското првенство во Шпанија, 82 година. Сам ми ја нацртав, тоа може би едно месец и половина сам ја цртав, меѓутоа и да така тоа ми остане ја вамив таа слика, ми остана така некој впечаток да речам најтака поистакнатите, али со тек на време веќе повеќе предмети добива некако по да речам поизначена вредност. Освен предметите гледаме дека големо и заслужено место добиваат и фотографиите, ова се едни спортски величини кои што тешко е да се замисли дека еден човек успеал сите да ги сретне во текот на својот навивачки живот. Со кого сретбата ви има останато можеби така, ви има останато најголем впечаток и дали можеби стигнувате со овие луѓе да размените по некој збор, некој разговор што го паметите со некој од овие легенди? Па да, пред се можам да го истакнам господинот Ранко Жеравица, познат кошаркарски сушњак, и имав можност да патувам од Белград за Нови Сад за време на Европското првенство во кошарка кој се одигра во Србија 2005 година. Надпревар се играше помеѓу Југославија и Франција, заедно следевме тој надпревар, така да имаше можност да се дружам други денови преку мои пријатели што беа во Белград, така тие беа некои спонтани средби. Потоа имав можност со Никола Јокич пред 2,5 години, присуствувајќи надпреварот помеѓу Србија и Грција. Пред надпреварот имав една можност да му подарам дрес од македонската кошаркарска репрезентација и нормално се изненади, му беше драго и со една поканете во некој нареден момент да можете и он да ми врачи дрес од него, кој е наредна прилика. Имаме можност на 15 на 20 минути да поразговараме, дури разговараш и за неговата љубов кон коните, кој човек така има. Потоа со поранешната председателка на Хрватска, конините исто така има можност, а секако нема и да го заборам моментот со поранешниот селектор, веќе пошенатиот познат Чио Блажевич, кога во Скопје се одига на преврат помеѓу Македонија и Хрватска, со кој резултат не успеа да се пласираат на едното европско првенство. 1-1. Да, и после се број на години, последен пат имавме средба 2019 кога Хрватска се пласира на европско првенство, надбревот Хрватска-Словачка, и кога некако го потсетив на таа средба во Скопје, си разменив кај некои наши мислења околу фудбалот и сега тие мислења така подрагите, такви талични. Најголемиот би рекол спортски навивачки амбасадор на Македонија, ако треба да издвои едно гостување во досегашната кариера, кој би било тоа? Па не само сега, неки претходно сум кажал, едно, значи, па и најдраго во патувањето на Европско првенство во кошарка 2011 во Литванија, со оглед на тоа дека многу луѓе беа песимисти за нашиот успех, меѓутоа тој успех на Македонија, кога освои 4-то место, мене ми остане складно како најдраг онака спомен и надпревари со Македонија и Литванија. Надпреварот ми остави стварно на вистина на еден убав спомен, премногу возбуда, премногу радост, и мислам дека тој би го изведе по најдобар надпревар во досега посетени надпревари, иако нели имаше и други надпревари
кои што значеа доста за македонскиот спорт, меѓутоа ова ги изува како Верувам дека и историското европско го паметите подобра. Македонија има едно европско, но ја немаме на светско. Го следите ли светското првенство во фудбал и зошто не се најдовте на еден од стадионите ши во Мексико, Америка и Канада? Па точно така. Македонија нормално учествуваше на едно европско младенско и на едно европско синьорско првенство. Тој сон веќе се остари не само за мене, него и за многу спортски влюбеници. Сигурно имам надеж и оптимизам додека сум жив да Македонија да настапи на светско првенство. Меѓутоа, иако некако имав некоја желба да отпатувам, а ни ова првенство се подигрува во 3 држави. Први пред се од онаа процедура да се обезбеди виза, сместување малце, мислам дека ќе бараше и повеќе време и ангажман, а и нормално би чинело многу повеќе како трошок. И може би една причина повеќе Македонија не учествува. Сигурно Македонија да учествуваше на ова првенство, немаше да прашање, немаше да жалиме средства да се отпатува, но сега го следам и ете мој, да речам, фаворит веќе беше во репрезентацијата на Хрватска, отпадна, но фудбалски ватар денонос, сметам дека Франција, мислам дека ќе освои светска титула. Но да оставиме нели на превариве до каде ги зелане до финале, така ќе видиме кој ќе се радува на тој трофеј. Кипре, големо благодарам што не угостивте во, не знам, јас тешко ми најдам зборови за овие квадрати, како би ги опишал. Музеј е преблаг збор можеби, и вистинско задоволство е се види тука и искрено ви поксакуваме и од наше лично име и од името на Мундокаст. Утре, дај Боже, цела една хациенда да имате со вакви артефакти, предмети, слики, музеи, нешто што ќе остане за генерации навивачи. Благодарам и на вас, на вашата посета, вашиот интерес. Сигурно дека и понатаму дека има можност да ме посетите и дај Боже нешто повеќе од ова да се направи. И нормално поздрав до сите спортски љубеници или некој доколку сака слободно може да дојде да го посети онде. Јас вратата е секогаш отворена за сите добронамерници, сите љубители на спортот и нормално да наливаме за Македонија. Така, Кипре, ти благодариме, наистина уште многу прашања има, но за некој поширок формат вие останете со Мундокаст. Бога ми, ја музејов на Кипре би го уврстил во музеј што треба се посетат кога си во Македонија. Музеј на современа уметност, музеј на македонска борба за независност, музејот на Кипре. Така, за сите оние што имаат желба и сакаат да видат се што поседува овој човек Кипре, може тоа да го видат во Насалба аеродром, кај Мајчин дом се наоѓа. Тоа е она нова зграда што гледа на булеварот, каде што има 4 влеза А, Б, В, Г, на Кипре влезот е А. А каква легенда е Кипре, доволно е само да го исконтактирате, се ќе среди. Ќе ви одговори навремено, правовремено, ќе ве угости, ќе ве дочека, ќе ве прошета, ќе ве изфотографира, така што ваше е само да го посетите. И ќе имаат импресии за цел живот. Така е.